Видеорепортажата за Нови Сад ја почнуваме од Дали Компани Делчево, каде ракометарчињата, ракометарките ќе патуваат на меѓународниот турнир Трофеј града Ново Сад. Не очекувай се. Тука почнува репортажа. Ирина Дашевска, Мигела Вјалчова, Јована Ѓорговска, Ина Величковска, Ела Ѓатарашевска. Аз тук се позовам, защо ги не писал за мен? Аз сега тръгнали. Аз знам да ти я ти Вазо е марми, ще това уди сега. Те това те. Уди ли, това е. Не веле. Я го яшуjem. Я легнува. Она се дала отвореј и го учила това крънчето и почнали да лита навсекаде клуб. Сашо, да кажа. И после глусците се навсекаде навртели, майката на история. Направата е за тебе. Направата е донат за тебе. Да? Градова се помалечка, по-голема. А, у него коя игра? Релизга. Малечки ги игра успен с тия мини ракна. А тия големите ги игра Петрова. Маленки останали с малечките, ама дежурните, ние сега днес имаме две утакници, една по друго. И то, а утре имаме... Знаете го идите, хора там имали за това. Разпотела. Не волим, да, ще заборави се това. Тук дали да има...
Десно си, како те пато води. Десно си вадиш. Така. Три цели. 4. Прв пат, 4 години век. Како кој изгледа? 2020. Не е готово. Гледай какво. 2020. Не ти се туне, да ми се горе да чека. Ја на горе, се туне зема. Това да взема некъде. Това дема не го взима. А, не, това е рано по-малко. Това е крадено оригинал. Да, това е North Face. Нека взимате и такова... от Декатлона го взима. Караме, колка. Тия бяха по 250 евро, 170, 150. Не, иначе трябва да се с пердове, но много пердове пуща. Това е близко моsto, фикията. А на мосто би не, Трябва да ги няма малко пути. Не, тук на место воде. Evo mosто, pravi. Posle mosto desno. Isto. Ako tamo je nešto sam ti kupio. Eto tvoga. Ja sam baš neka riba, ja moram isto. Ja sam kušao da bude. Ej, povićemo. Znate na koji neku ženu? Maški. Tatu samo. Imam samo dve. Музейле беше нещо. Дека вратеме тоа некаде оздоле паркираме, нека се не. Не, Ама не, трябва да променим мост. Да, ама кога е нешто паркираме, пред мосто десно има паркинг за зашо паркираме и чекаме, некој чекаме тоа да дое. Пред мосто сега има автобус. Па мост нашите се кани, вика да ще виначи. Абе, те пред мосто има пат, таму да има паркираме, долу има паркинг за автобус. Тето пред мосто десно. Ама вие знаете, ние некъде се покачим. Тоа се деме, ај тоа не знам. 600. Големите, ако победите го неделните. Да. Ай, они ги победят. Да, яки са. А те леко Еге си право. Не малко. Тоа е доле, Са не могли, па не идат. тоа е доле е автобус. Ја идем автобус дека се паркира, знаеш? И там си не паркираме, тонка. Триайди. Там се деме до Сава, знаеш ова автобус, да. Я рекате Дуна. Вртеми на гори, на доле се паркираме. Утре ќе одиме таму на тој сат. Утре си качуваме таму горе касат. Петро, мало. Мисли тоа десно, ама не десно. Право е, па после десно. Има патка! Гледайте, сина! Има по-бързо патка! Е, 20 патката! здраве. Я мисля, тоа право го да. Е, шо моје телефон? Право го да. Викам го видео. погрешката да видиме на Сина Војводина, Машка. Сато десно ли Тоа се право. или дода под тоа? Тоа мора, тоа нема знак. А тоа високо да бъде. Одиш позади тврде. Само повеќе газ. Да не застане. Се доаѓаме во спортската сала Петро Харадин, каде во тек е првиот натпревар од турнирот Трофеј град Новог Сад, трофејот на град Нови Сад. Нашите играат веднаш по пресметката на овие две екипи. Нема надпис кој со кого игра, да ви кажам искрено. Ќе да знаеме веднаш по завршувањето за резултатите.
А ова се нашите ракометарки кои ги гледаат моите постари другарки, повозрасни другарки. Помалите утре ги играат своите надпревари за утре. Има проблем со нашиот или семафорот овде во салата кој некако пребрзо ги броеше секундите. Прв напад за Делчевки, брани голманката на екипата на Ситу. Победуваат со овој гол гостинките, условно кажано, на овој надпревар. Сега Чекори, иако ја одзеде оваа топка, една од ракометарките на оваа екипа од Руманија, сепак беа судени Чекори. Сега можност да намалиме, така е. Да изедначиме поточно, не. Имаше овде фаул, нема тука дилема. За сега е се во ред, тука некаде е времето на семафорот кај нас и во спортската сала. Таков впечаток обојам имавме на првиот надпревар дека некако пребрзо минува времето. Сега сме негде 30 секунди разлика. Повторно прекршок за 9 метри. Добро се браниме за сега. Се види дека ова ќе влезе во голот, судиите некако дозволија повеќе да трае од вообичаено овој напад. Се извинувам. Овде фаул има секако. Делчевки овде во оваа спортска сала во овој град имаат големи успеси, го имаат и освојувано трофеот на град Нови Сад во младинска конкуренција. Имаат освојувано и, ако не се лажам, и не само прво место. Сега мала грешка, колку контакт за 9 метри. 2:2 резултатот, се игра третата минута. Силен удар сега таму на една од ракометарките на гостите. 2-3 резултатот. Еве можност. И гол, 3-3. Можевме овде за момент да одземеме топка, грешат сега романките или сепак останува топката во игра, не се гледа добро од публиката. Сега контранапад, овде фаул, може би за исклучување, да видиме. 2
минути или жолт картон, сега ќе видиме. 2 минути судијата покажува конечно за грубата игра се казници. Повторно треба да биде изведен овој фаул, не беше даден знак од судијата. Можност за правоводство на Делчевки. Величковска. Има ли силен шут? Статива така, ќе рече дека ќе има и имаше, но сега мала пауза додека топката да дојде до но времето тече, гледаме на семафорот, играта продолжува, тече и на вашите екрани. Треба да се задржи овде сега оваа ракометарка, но задржана на неправилен начин. 2 минути исклучување за Величковска, а ќе има и пенал за романките. Но грешат. Во желба да даде ефектен гол греши романката, младата романка и останува резултатот 3-3 со поиграч помалку на теренот и двете екипи. Еве сега можност. Каква акција, но требаше можеби ниско како во првите два обида кога Делчевки дадоа 2 гола меѓу нозете што се вели на голманката на Романија, од Романија, на екипата од Романија. Сега нема гол и на спротивната страна. Грешат и тие. Седмата минута, Величковска шутира. Топката доаѓа до една од ракометарките на Делчево, но немаше ли овде фаул? Не, велат судијата. Прифаќа Величковска сега. Еве можност за контра. Ќе стигне ли топката? Не стигнува. Се некако се врти околу овој нерешен резултат. Добра блокада овде на Величковска. Екипа нема гол, останува 3-3. Сега гол по подолго време, гол за гостинките. 3-4 резултатот моментално. Имаше ли овде фаул? Така е. Не суди ништо судијата. Еве, добра финта. И ни побегна топката. Грешат за момент, но под фаул била една од ракометарките на екипата на Ситу. Сега онака на брзинен шут кој резултираше со гол 3:5.
извршили овде фаул, нема вела судидно, сепак ја допрела топката голманката на екипата на Сито и тоа станува топка за нас. Некако не се ги препознаваат одлуките судиите. Обид за Цепелин, но фаул при тоа. Повторно за Величковска. За нашиот тим 4-6. Ова беа чекори, сигурен сум, но за среќа нема гол. Делчево. Добро овде се снајде опасен старт беше тоа. И исправи својата грешка Георгиевска. Еве сега топка по неа, може и да даде гол. Не сум сигурен дали го погоди резултатот 4. Стои на семафоро, така и кај мене. Уште 30 секунди. Еве можност да видиме. Но брани, има време. Сепак топката останува во рацете на ракометарките од Делчево. Уште 27 секунди. Добра финта. 6-6. Крај на првото полувреме, изминаа 15 минути. Има суд. Да се одбраниме сега да остане овој резултат на полувреме, па потоа со позаангажирана игра да дојдеме и до победа. Треба да се внимава овде лево. Има празен простор, да се надеваме дека нема да го види тој простор. Почеток на второто полувреме.
Имаше ли овде чекори? Не, има фаул. Дали ќе има исклучување? Не за сега. Со гол во нашата мрежа започна ова второ полувреме. 6-7 водство на ЖВК Ситу. Имаше ли овде фаул? Не, судијата се пати најпред за следеќето, меѓутоа потоа сега имаше чекори лошо водење на топката. Но пребрзо ова додавање, а судијата не забележа дека може би имаше и прекрашок за една од нашите ракометарки. Одземена топка. Да видиме. Одлично се снајде овде. Даде се од себе за да го загрози голот. Но безуспешно. Нема ништо овде, ако ја прифати голманот. Имаше дури игра внатре во поле, што значи дека топката останува во рацете на Лука Делчево. Нов гол за нашите 7-9, 8-9 се извинувам. Еден гол сум заборавил да го впишем. Брани сега Пасева. И повторно ја одбранивме оваа топка. Еве можност. Чекори.
се продолжува играта, не бев неколку минути во можност да го коментираме преворот. Продолжува играта, овде имаше чекови. Но наместо тоа гол. 10-12, сега 26-та минута. Нов гол. Уште 3,5 минути до крајот на преворот помеѓу ЖВК Ситу, Романија и ЖВК Делчево. Романките повторно 2 гола предност имаат во 27-та минута на преворот. Некако доаѓа топката до нашата ракометарка и нема гол, немаме среќа. Сепак повторно е топката кај нас. Треса одбрана во низа. Со овој гол уште 2 минути. Се раководам според времето на семафорот. Преварот 12-15 победа на екипата на Ситу.
rekao da se igra u 6 dvorana, praktično 7, s tim da učesnika, trenera, igrača, igračica, je nešto oko 980. Znači 980 dece je trenutno, učesnika turnira je trenutno u Novom Sadu u 7 dvorana. Vi imate privilegiju da budete prisutni otvaranju, a dragi prijatelji sporta, posebna čast i ponos predstavlja nam trenutak kada turnir otvara čovek čije ime zauzima posebno mesto u istoriji srpskog i svetskog rukometa. Ovde među trenerima ima zaista velikih imena i značajnih legendi rukometa. Spomenut ću Ljiljanu Knežević i tako dalje, ne znam više sad ovde ko je sve. A ja bi sada postavio, i on će otvoriti ovaj turnir, čoveka koji je najtrofejniji srpski rukometaš. Pobeže mi sve. Ove savremene tehnologije, pa šta da radimo? Gospodin koji će otvoriti turnir je olimpijski i svetski šampion, kapiten olimpijske generacije, legenda našeg sporta, rekao sam već, najtrofejniji rukometaš Srbije, čovjek koji je primer kako se talentom, radom i skronošću stiže do vrha. Sa velikim zadovoljstvom molim Momira Rnića da zvanično otvori turnir Rastimo 2026. Pre svega, dobar dan i posle ovakve najave teško je pričati nahvali mi Jaša Galić, ali dobro. Pre svega da vas pozdravim i izuzetno mi je zadovoljstvo što vas vidim u velikom broju. Drage devojčice, dragi dečaci, treneri, gosti i svi ostali. Nadam se da će vam biti u Novom Sadu lepo, da ćete se lepo družiti, jer zaista Novi Sad ima i ekipu rukometne Vojvodine koja je deseosovski prvak države, znači došli u rukometni grad. Pre svega vam poželio da se lepo osjećate, da se družite, da steknete nova prijateljstva i poznanstva. Kada vas vidim u tolikom broju, sjetim se i ja mojih dečačkih dana, kada sam ja tako isto počinjao. Rodio sam se u jednom malom mestu, Sečnju, koje je samo imalo rukomet i tako smo mi krenuli da treniramo, eto, i stigo smo do vrha, verovatno će neko i od vas krenuti tim putem. Bavite se deco sportom, bavite se sportom, sport je nešto najlepše, ne moraju biti uvek prioritet rezultati, medalje, prva mesta, jer sport stvara prijateljstvo, drugarstvo koje traju za čitav život. Zaista mi je puno srce kada svako vidim i ja bih vam poželeo lepo druženje ova 2 dana, da se družite, da se takmičite i na kraju neka pobedi najbolji. Od sveg srca želim vam lep boravak u gradu Novom Sadu i proglašavam turnir otvorenim. Srećno! A da li imaš neku poruku posebnu kako da dođu da budu olimpijski šampioni? Nije to zaista lako. Lako je reći olimpijski šampion, ali zaista treba mnogo truda uložiti. Moraju sve kockice da se slože u tom pohodu ka tim velikim ostvarenjima. Ja sam eto imao zadovoljstvo da budem i olimpijski i svetski prvak, vice šampion sveta, bronzani na drugoj olimpijadi, tako da zaista pregršt uspeha stoji za mene, da se sad lično ne hvalim, Jaša je to rekao, ali sam znam koliko sam truda i znoja prolio dok sam stigao do toga. Znači jedino i osnovno pravilo je ka tome, nema odustajanja, voljni moment do neba i naravno da budu rođeni pod znakom zvezde, da ih povrede mimoiđu, jer je to nešto najgore u sportu, ali bez rada i odricanja računajte da ne možete da postignete veliki uspeh. A kada vas vidimo u velikom broju, ovako, od ovih malo nižih, pa malo većih, krupnijih, ja verujem da je ta volja u vama, jer da nije, ne biste bili danas. Hvala.
To bi bilo sve najbolje da se vi vratite svojim utakmicama, i da zajedno proslavimo najbolje ovde među vama. Srećno i vidimo se na kraju turnira na finalnom danu. За овој турнир ми учествуваме со едном екипом која е овде и освајала турнир у младим категоријама. Колико година се одржава овој турнир? 31 godinu turnir se održava. Ovo je nastao kao, pošto mi krenuli smo sa rukometnim kampom Rastimo. To je bilo 1995. godine. Bio je prvi turnir održan i evo već koliko godina, više od 3 decenije, kamp se održava. Kroz kamp Rastimo prošlo je više od 13.000 dece iz svih kontinenta, pa čak i Japana. Znači imali smo iz Japana, iz Makedonije, uvek imamo decu iz Makedonije. I pošto mi na kraju imamo 3 smene kampa, svaka najbolje selekcije u svim uzrastima, oni učestvuju na završnom turniru. I iz tog završnog turnira nastao je ovaj veliki međunarodni turnir, gde mi pozivamo, mimo kampa selekcije Rastimo, pozivamo i ostale iz regiona, može da dođe iz bilo kog dela sveta na turnir, koji se održava svake godine tradicionalno u februaru, kraj januara, početak februara. Svaka vam čast, секоја чест и да се уште многу години одржува овој турнир. Hvala, nama je drago kada evo vidite nepunih 1000 učesnika ovog turnira je ove godine stiglo u Novi Sad, grad sporta koji je zvanično proglašen Evropskom predstavnicom sporta za 2026. godinu. Секоја чест, благодарам. Ja sam naši odnos. Drago mi je. Inače bivši rukometaš kao Кратко за македонска телевизија, ево, ние пораснавме со вашата игра, паметиме се што направивте како деца, еве да ни кажете една порака до сите овие тука деца. Pa pre svega drago mi je što ste iz Makedonije, jer ja u Makedoniji imam mnogo prijatelja i drugara mimo rukometa. Sad sam skoro bio baš pre par mjeseci na Dojranu, neka trenerska akademija je bila i zaista mi je drago da ste vi ovdje i deo ovoga. Poruka za ovo je lepo vidjeti, zaista mnogo dece, tu vjerojatno će biti ima i talenata i vjerojatno će biti budućih rukometnih zvezdi. Ja se nadam da će i oni dostići neki vrhunac u svojim životima i karijeri i zaista samo neka rade i treniraju, ja mislim da će biti dobri rezultati. И кратки коментар за европско првенство, финале е сутра, утре Pa е mislim da финал. je to i očekivano bilo, malo su Francuzi podbacili, ali Francuzi imaju velike probleme, nemaju kvalitetne golmane kao ove reprezentacije, jer svi u ovim drugim reprezentacijama su golmani pravili prevagu i ja sam negde intimno i očekivao finale Danska i Nemačka. Mislim da Danci ovoga puta neće tako lako pobediti Nemce kao što je bilo u takmičarskoj grupi, ali ipak mislim da su Danci kvalitetni i da će Danci triumfovati. Mada, kažem, Nemci će se truditi da pruže otpor, jer Nemci ulaze u to finale rasterećeno. Oni su postigli cilj, ostvarili finale, Danci moraju pod pritiskom domaće publike, domaćeg terena i očekujem pre svega jednu vrhunsku, kvalitetnu rukometnu predstavu. Hvala puno. Hvala i vam. И мен си ме фанал како. Што нема, секој и ние сме били исти, сите се били исти. Тој се повтара.
Казвам да. Вртка. Пред настапот во вториот ден на овој турнир, што очекуваме? Денеска се поосвежени. Денеска сме освежени, одморени и очекуваме првата победа. Значи денеска играме сега со Кикинда, Џорка Кикинда. Ланската година се сретнавме со дуел. Мислиме дека квалитетот е пак егал, можеме да ги совладаме. И потоа во 17 имаме уште еден надпревар во оваа конкуренција? И уште еден надпревар во 17 кој ќе одлучи дали ќе играме полуфинал или ќе играме за пето место. Како е чувството после оваа победа? Супер. Многу голема разлика. Да. Се забавувавте на теренот, така ли? Честитки дечки, како поминавте? Многу убава победа, одморени, освежени. Да. Честитки до сите. Како е чувството? Супер. Браво. Со ракометниот тим Делчев, како што најавивме пред некој ден, се наоѓаме во Нови Сад, моментално на Петрофарадинската тврдина, каде има еден исклучителен поглед на градот Нови Сад. See, this one, the small one is out, the big one is in. It's opposite of the regular one. Едно доста посетено место овде во Нови Сад. Пошли до туда. Пойдем. Делаем круг. Навистина фасцинантен поглед. Да кажеме дека денес нашите ракометарки се неприкосновени по одморот. Сите надпревари ги добија. И се чувствуваат освежено, а сега ќе изненадиме една ракометарка која не знае. И го честит. Изненаđenje hoćemo da napravimo. A ne imamo paljače, ne imamo. Čekaj da pitam tamo. Jel imate upaljač? Treba nam za jednu tortu, jedno dete da iznenadimo. Ali mislim da je našao. Ako sad ćemo dati ovaj kao trener da se ne mučite ovaj. Evo našao je, mislim. Hvala. Evo тука изненадувањето. Да видиме како ќе изненадат. Ajde kod dete. Te Mate. Mate. Čekaj. Može Еве доаѓа. Čekaj. Младата Анастасија, кој е роден ден. Ajde. A Dana
Много сладко. Много. Абе, нема тежко да си. Абе, нема нека да Чекай роден ден. Чекай, дай уши. Чекай роден ден. Хвала много. Среќа родена да си жива и здрава. Хвала. Ето така убаво. Колко време ти е кемч? А сега науката се сликаме като Ето така ја изненади ја дечките Анастасија и го честита роден денот. 12-тиот роден ден, нека жива и здрава. Не очекувате и тебе Калина Мијана. Не очекувате ти енорира. Ива и досем на си јаде. О, чекай се сам. Ајде. Една заедничка фотографија за спомен. Да, супер. Ајде. Вале, они ја ме сидат тук и не може да поминат. Не бе. Ја ги така ми рекла на мен сутата. Што ми е? Ја таа дојде нешто. Еј, пите Ирина дека носи. Ирина, може да вакте. Пази. Не знаеш го час ќе одиме на Пау Лидл? Кој најдобар река дел ќе го само да нема трема, да има добро судење. Судијата кој судеше утрово и добро отсуди на паркетот, а еден од оние кој вчера малку се потврди исто така е тука. Па да се надеваме дека ќе го поправи тој впечатокот, ќе суди рамноправно. Мајки преди дека навистина 2-3 одлуки беа проблематични. Во рамки на првиот натпревар кој вчера го одигравме буквално. Придонесе малку за лоша игра вчера, но ајде да го забравиме тоа. Да се фокусираат на играта. Играат опуштено, децата денес има мала прошетка до Петропарадинска тврдина, прославија роден ден на Анастасија Синодиновски и тоа може би им даде поттик да играат уште посилно, по-храбро, по-сплотено. Добро го поминаа денес денот. Еве како информација за сите родители кои гледаат. И се очекува да стартува овој дуел. Почеток на напред, првиот напад за Делчевски, Величковска, Анакиевска, Арсовска. Синадиновски. Можност.
брани голманката на Халас Кјозев. Прва можност за да победиме, не ни успева да продолжи играта. Еве сега финта победува гостинскиот тим. Фаул сега. Арсовска. Величковска сега можност и гол. Такви акции ни требаат. Убаво додадена топка си најде простор и стрелаше прецизно. Треба сега да се нападне, така е. Еве меѓу наша топка, но судијата вели дека ова било прекршок, иако сега да не прејудицираме, но еве сега нова можност, треба да се спречи овде, нема ништо, така е. Но отпосле судијата да суди пенал. Откако се погледна со оној зад голот судија, па сега судија мисла мајне да не бидеме. Ама овде не се лутиме, меѓутоа одлуката беше донесена после 3 секунди. 2-1 води Халас Јозеф. Арсовска, топка кон Величковска, сега треба да додаде до Синадиновски. Еве можност обид за шут, но не ја пушти топка да нема пенал. Арсовска. Успева леко Синадиновски, но суди чекори овде судијата некако лошо почнавме. А и времето на семафорот на вистина 3:46, кај нас 2:39, пак има некои проблеми. Како да е побрз малку од нашиот. Чекори беа ова. Мора сега силен шут да се упати. Не треба да се дозволи поголема разлика од оваа. Зашо сега? Добар пробив овде на Клона Арсовска. Само да се стабилизира играта и се ќе биде во ред. Два. Не знам, още не е потворено горе. Четири сега малко ме збунија судиите. 4-3. 5-3, да. Немаше сега обид за има 9-метрно пенал, мислам сега. Иста приказна, штом го виде судијата, еве му укажување дека ова не е пенал.
не беше ова пенал. Сега треба да се... Но... Шести сепак гол. Јас се извинувам вака малку, може би повеќе навивачки за нашиот тим, но разбудило е кога Пробивање, судија! Абе дај! Судија! Судија, малку! Сега мора да се приговори малку. Зашто на семафорот не знам што се случило, навистина малку околу резултатот, кој гол беше признаен, кој не. Ние се раководиме според семафорот, таму стои 7-3. Престап беше тоа, но фаул вели судијата. Нема конечно грешат. Има време да се поправи впечатокот, само треба да се постигнат 2 гола, гостинките да поточно домакинките на. Еве можност. Така е. Така треба да се игра. 1 минута ми бега нивниот семафор. Од 9-та минута е во тек. Треба овде цврсто да се напаѓа, би рекли пресинг. Овде имаше фаул од Симединовски. 7-4 моментално да нагласиме. Треба да се чува сега оваа ракометарка. Така е, да се задржи. Треба така е уште еднаш да се... Имаше ли овде Чеколи, немаше, но брани и сега Тасева, браво за Тасева. Еве можност да видиме, Георгиевска би требало ова да го претвори во гол. Така е, така е. 7-5. Уште 2 пати вака цврсто да се одигри и мислам дека ќе се приклучиме на овој надпревар со резултатот. Цврсто треба да се игра овде меѓутоа фаул. На секој играч треба да се оди, така е, да се не се дозволи да испади топката. Грешка сега, така е, топката останува кај Синединовски. Еве Ангеловска, Анакиевска се извинува ми, гол. Судијата вели Чеколи, дај да видиме. Судијата вели Чеколи, значи сите се против нас. Сега мора да го потребам ово израз, меѓутоа видите што се случи. Ова беше убаво водење на топката, имаше можеби малку од прекршок беше Анакиевска, но ако не беше фаул, тогаш никако не беше ова Чеколи. Но останува ние да си играме на нашата игра, цврста игра, да не се дозволи овде да ја испрла топката. Само со ваква игра може да додиме до резултат. Барем на полувреме да биде некако невешено. Ќе зависи тоа сепак од самите ракометарки, ќе повториме.
Грешат сега, да видиме колку ќе ги толерира. Така е. Ајде сега да видиме што ќе смислат судиите. Но немаше силин овде, немаше кој да ја помогне на Киевска. Се добро направено на крај. Само и требаш дали беше тоа Арсовска се извинувам. Не видов добро на Киевска сепак. Еве сега пробивање. Пробивање ова, но судиите велат пауза Јожев Кавадаш, екипата од Унгарија. Добро овде цврст дуел, нема елементи за 2 минути. Добро овде напад на Величковска. Период кога нема голови на двете страни, треба сега да се издржи овој. Пробуваат овде со финта некако да немаше ништо овде. Сега суди фаул судијата. Иако ова се деца сепак. Знаете, некој спонесени од жарот на борбата. И грешат сега. Нема ништо овде. Нема ништо овде, така е, Тасева додава и веднаш до Анакиевска. Сега треба да нема грешка само. Арсовска. Синадиновски. Арсовска, задржана. Анакиевска, да видиме. Величковска. Анакиевска. Има ли овде фаул, да видиме, задржана е. Може би и пенал, да видиме. Синадиновски ќе го шутира. И нема гол. Го вратија судиите резултатот конечно на нема сега. Топката е во раците на Рака Делчево. На семафорот е 6-5, значи оној гол не е признат. Еве можност за изjednačување. Величковска. Анакиевска. Топка до Георгиевски гол! 6-6. Броди Соплотова. Добра одбранбена игра. Се игра 14-та минута, влеговме во 14-та минута. Уште еден цврст дуел. Не дозволуваат овде Величковска. Не дозволува Величковска да се пробие ракометарката со Војшке. Сега прави добра финта, да видиме, но сепак се снајде некако овде унгарката. Мора повторно да изjednačуваме. Фаулиран овде лошо, но станува веднаш. Добар пробив овде, има ли фаул? Величковска, да видиме. Фаулирана. Така е, за рамо. Се жали на рамото. Треба добар напад сега да се организира. Овде е фаул, така треба да се изведе. Александар треба да додаде Георгиевски или директно да проба да шутира, но топката останува. Не. Унгарките се снајдува, повторно имаат напад за 2 разлика. Пресечува овде Анакиевска, да видиме. Додавање до Георгиевска. И ќе даде гол. 7-7. Напред девојки. Уште 36 секунди. Да видиме дали ќе го задржиме овој нерешен резултат. Дали ќе... Така е, прифаќаме. Но фаул велат судиите. Уште 15-14 секунди. 22 се звинувам. Грешат сега, да видиме. Топката е кај Теона Арсовска, но фаул велат за... Треба да се задржи ова ракометарка. Нема. Има време, уште 5 секунди. 4, ајде, додавај. Шутирај. Но времето истеча, имавме можност. Сепак добро е, 7-7. Сега топката први во второто полувреме имаат ракометарките. Јожев Кавадаш. Цврсто овде, така е, Синадиновски. Само цврсто може да се дојде до поголем резултат.
Добро се бранеше повторно словеничката, денес го прослави 12-тиот роден ден. Сега треба да се внимава, така е, нема овде ништо, да видиме. Никој не натрча на оваа топка, немаше фаул и сега ја оставија сама. Топката во рацете на греше сега малку тука. Но ја исправа својата грешка Арсовска, така е. Треба смирено овде, Георгиевска, додава до Арсовска, прифаќа. Имаше ли фаул овде, судија? Со број 7 оди надвор, имајќи предвид дека прекршокот беше прилично остар. Александра Георгиевска имаше топката, тај ќе го изведе овој слободен удар. Мора да изедначиме повторно. Величковска сега задбрат малку и дојде топката. Еве можност, Синадиновски, преку под нозете на... Прав гол на Синадиновски на овој натпревар, ми се чини. Финта сега на коментарката со број 6 и постигнува гол. Се бореше до крај. Фаул имаше овде со задршка. Георгиевска. Величковска. Но топката е ке Синадиновски, да видиме. Ќе ја смири, ќе проба сама да даде гол. Имаше ли пенал? Пенал, така е. За дрес покажува судијата, конечно и тој да досуди нешто за нас. Иако подобар од вчера, мора да признаеме, освен на почетокот на овој натпревар, кога малку со некои одлуки влијаеше можеби. Оно повторно ќе биде, пред време имаше влезена ракометарка, ќе се повтори овој пенал. Таков впечаток добив и јас. Со број 15 таму пред време се упати кон. Еве нова можност за Величковска. И гол! Не, сепак не. Немаме среќа, а времето тече немилосредно. Грешка сега на... Треба сега добар напад да се организира. Величковска, Ангеловска, се извинувам, Анакиевска, Арсовска. Се обиде сама да се пробие Георгиевска. Анакиевска, добра финта. Се обиде да додаде овде кон. Имаше ли фаул, може би, не велат судиите. За нијанса како да се подсврсти овие ракометарки од Унгарија. Имаше овде лошо водење, може би, но сега два да се внимава. Треба брз гол. Ни треба брз гол. Добро се снајде таму Коварска. Величковска може би требаше да шутне. Еве шанса за Синадиновски. Не успева, не беше аголот најдобар, во најдобар обид. Се измори малку, треба да се смени. Под фаул овде беше ракометарката со број 8. Нема овде ништо, но фаул вели судијата. Беше тоа двоен дуел. Сега да се внимава на ваков удар од далечина, може би. Првото полувреме, може би тајм-аут ќе не спаси така. И сега грешка во додавањето. Ова го карактеризира како 2 минути. Коларска како да се подизнервира малку и ја казни за ова судијата. Што е тука уште 10 минути можност да ја поправиме играта. Гречат сега
унгарките, да видиме брани тука нашата. Може би ако да фатевме оваа топка ќе беше добро, но еве сега нова можност за унгарките. Цврста игра. Синадиновски борбена. Треба да не се дозволи да шутне од далечина. Пробивање беше ова според мене. Сама е Синадиновски. И немаше ли овде пенал? Не се осмели судијата, иако на спротивната страна во првото полувреме имаше за вакви дуели. Се слушаше неговото свирче. Грешат сега за среќа. Оди напред. Како во првото полувреме кога запнавме и успеавме да обезбедиме нерешено. Нема 13-9. На потешкиот начин ќе се обидеме да дојдеме до поголем резултат. Величковска, фаулирана овде. Уште еден фаул. Борба овде за топка. Ќе треба директен шут до нерешен резултат. Тоа сега ни изгледа некако возможно до крајот да се случи, па треба да се помачиме да го обезбедиме. Грешка сега, но немаше кој да ја прифати. Корнер. Да ја дофатевме оваа топка, може би имавме напад за 2 разлика, ќе беше малку подруго. Останува топката во рацете на времето си минува, нема кој да го запре. Грешат сега унгарките, топка за РК Делчево. Да дадеме гол, па потоа да се одбраниме, да им посакаме. Останува топката во рацете на нашите ракометарки. Далеќе има овде свирено, не се реши судиите да свират. Наша топка велат сега. Многу брзо минува времето. Но има време. Ако дадеме гол, има време. Се одбилоше топката овде, игра со нога, ништо. Немаме среќа. Киевска, Синадиновски, пенал. Сега со овие движење со нозете малку ја збуни Синадиновски, гостинскиот голман, и остануваат во напад, имаат водство од 4 гола разлика. Сега грешат, треба да се запне малку. Сега и судијата претерува. Треба да се обиде може би Величковска уште еднаш. Полувреме, но некако второто полувреме како да снемавме сила и судиите малку знае да вмешат прсти, но да не испадне сега дека се вадиме. Делуваа некако по-цврсто, кажав и пред некоја минута, ракометарките од Унгарија.
за нијанси по-корпулентно изгледаат од нашите. Синадиновски. Так. Еве можност, Георгиевска. Одбрани сега, секоја чест за голманката. Се гледа дека е покорпулентна и дека ја следи секоја топка. Генералната оценка е дека денес ракометниот клуб Делчево имаше одличен ден. Забележа победа на почетокот на денот во оваа конкуренција, потоа во мини ракомет победи на сите надпревари. И сега е оној последниот кој се игра во рамки на вториот ден од трофеи на градот Нови Сад, во кој унгарките ќе имаат можност да го завршат овој натпревар со 6 голови разлика. По нерешениот резултат на полувреме, некако второто не најдовме начин да ги запреме унгарките кои продолжија во ист ритам. Ovo naše druženje, sve tri ekipe zajedno možemo i posebno svaku pa kako se dogovorimo. Ajmo, svaka ekipa može za sebe da stane i da se slikamo pa da krene drugi deo turnira. Ovo su našli rakometarki koji zabeleža 9 pobedi i 1 poraz. Ова е свечената церемонија на еден дел од турнирот до 16 години. Екипата на Црвена звезда е победник. Еве сега ќе им ги доделат пекарите на нашите ракометарчиња. Две боци, утре ќе дам на шоколад. Дечко, пак боци го лепато? Кои боци? Папи да има, на капитена. Пластични. Е, па? Зашо сам уши? Ја те вам... Браво.